Кратка најава за денешното видео, бидејќи мислам дека уводот е малку избрзан и се на брзина. Накратко, денеска споредив грчко гиро со оноа гиро што го правевме целото видео во Скопје Гиро Хаус и компарација со оноа што го направив јас во апартман. Уживајте и лајкнете. А не биде дека се 8 дена на море, а нема видео или кадар од плажа, еве сум моментално на плажа. Како што гледате по насловот, денешната тема на видеото ќе биде homemade гиро против грчко гиро и споредба со Гиро Хаус. Сега не знам како се гледам, како е тука, мислам дека е добро. Пак со Реал Мадрид дресот. Овдека зема вака волку, повеќе. Ќе видите зашто кога ќе привршам, а и да не ми се испрља некој. А ќе ставам е тука. Чисто е, на пешкирот. Почнем со припрем. Тука имам испржив голема количина на стек со кашкавал протеински. И да, сега на брзински ќе го направам. Значи, зимаме една гиро пита. Ставаме месо. Опа, паја, пишти. Ке се ништи. Една гиро пита. Како што кажав, многу брзински некако ова се почна овој увод. Сега зимаме од сосото или кетчупа. И тоа е тоа. Цацики немам, некој така друг сос немам. Ме мрзеше да правам. Сега се го спакувам, помфрит не сакам, тоа е дупли аглехидрат. Зеленчук некаков исто така не ставив, пошто нека забораев, искрено да ви кажам. И да. Вкус од 1 до 5 четворка. Фали сос, фали зеленчук. Другото е феноменално. Ради кашкавалот пршен со месото кине. Финансиски исто така одлично, со некој си како беше 7-8 евра. Јас купив материјал за 5-10 гироса. А со 7-8 евра ќе купив само 2 преку сила од центарот тоа. Значи економично, убаво, брзо и ефикасно. Протеинско. Што останува друго да кажам? Ништо. Сега идам ја да си го довршам мој цел оброк. Само ќе ви покажам од друг кадар како изгледа ова моментално тука моја поставка. Ево и хелот од претходното видео. И се гледаме се најверојатно вечер кога ќе земам гиро таму и да го пробам тоа и да дам оценка и компарација. Се гледаме. Мастермајнд потек. За да не трошам повеќе пари, па да ги јадам двете гири одеднаш и после вечерта пак да ми седе. Сега идеме да се земе тоа опасно гиро, грчко, оригинално. И да пробаме и да направам една споредба на тоа, на оноа од Скопје и на тоа што си го направив сам. Еве сме на локацијата. Сега не се знам дека не се гледам добро, го гледам кадарот. Ама вака ако зборам за да сум у кадар, не знам како ќе се слуша, па затоа ќе се доближам малце. Всушност не сум битен, ја битно е гирото. Не чекав долго, чекав релативно исто како во Гиро Хаус. Со оглед на тоа што моментално нема многу гужва. Имаат голем персонал, големи се, сега не смеам да снимам или не знам, може и ќе фатам клип од месата што се печат.
И да, пошто сум во Грчка, нели, Егејска Македонија, се зема едно узо со гирото, да, иде пово. И моментот на вистината е тука, гирото лечи вака, бахато, полно, земав свинско, пошто повеќе ми се свиѓа. И да, ми се растори. И имаме кратка дегустација на помфритот заедно со место. Нема збор, сосот си го прави своето. Од тоа дома ја што го направив немаше апсолутно никаков сос. И сега да фатиме целокупен гриз. До мене дрифтат. По технички проблеми се враќаме и да пробаме. Многу ми се интересни овие кадри кои јадам и се снимам. Као да сум некој канал за храна, усвари јас сум за вежбани дигани теори. Ова да, гирото во споредба со моето, може да кажем дека се тука некаде, пошто ова го платив 4,5 евра, за само дупло повеќе од тоа, со значи 9 евра, јас ќе имам материјал за 10 гира. Така да, јас сепак би го земам моето. Па сега веќе кога треба да бирам Gyro House и како ќе му дојде ова нешто, не знам, прочитајте си сами. Ќе се воздржам, тука нема да кажам ништо, ќе кажам само дека двете грмат, некако ова ми дава повеќе шмек на гиро каво. А тоа во Скопје е онак. И да, ова видео ќе биде многу пократко од другите, пошто идеите што сакам да ги снимам другите видеа се малку по-барувачки за снимање и припрема. Така да, ќе видиме што ќе биде до 6. На 6 се враќам. До тогаш пробам да пукам дели, потоа иде мала пауза. И тоа би било тоа. Се надевам уживавте во ова видео. Ево погледот. Лајкнете го, шернете во видеото, субскрајбнете на каналот и се гледаме нареден пат. Чао!